Граѓаните на Велес во големата сала на општината имаа можност да ги слушнат придобивките од проектот за легализација на дивоградби, како и начините за добивање на решенија за легализација. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН организираше трибина на која сите присутни имаа можност да поставуваат прашања за проектот, но и да дадат своји лични коментари и сугестии. Градоначалникот Петров вели дека деновиве во Велес се очекува да се издадат првите решенија за легализација. Заклучно со вчерашниот ден, 166 граѓани имаа вратено документација, што значи дека во наредните денови, бидејќи комисиите веќе се излезени на терен, би требало да почнат да се издаваат првите решенија за легализација. Одзивот е голем и она што ме храбри дека навистина е постигната целта со овој закони, што интересираните повеќе се зголемува. Имаме барања буквално од целиот дел на градот, од повеќе населени места околу Велес, што значи дека подеднакво се заинтересирани луѓето од градот, како и од населените места кои што досега немале можност да направат легализација на сопствените објекти. Од Министерството за транспорт и врски велат дека ова е прв пат да им се укаже можност на граѓаните кои живеат во дивоградби да ги легализираат своите објекти. Не било проблем што и социјалните случаи оние со највисоки месечни примања ќе уплатат иста цена, 1 евро по метар квадратен, ниту тоа што некои објекти се во највисоките делови, а некои во централното градско подрачје. Значи индивидуално домување, правиме, значи разговараме за објекти за индивидуално домување, за куќи. Мислам дека и вие, вашата куќа да би била изградена нелегално, мислам дека би требало да бидете задоволни со надоместокот кој што сме го утврдили како таков. Без оглед дали е на Рид или е во центарот на градот. Затоа што станува збор за куќа, пак ќе повторам. На вчерашната трибина се обрати и директорката на Фондот за патишта Наташа Волкановска.